Општините Кочани и Пробиштип се на чекор до формирање заедничко јавно предпријатие за управување со ски центарот на Пониква. Членовите на Кочанскиот совет ја прифатија одлуката да започне законската постапка, со што предпријатието би требало да заживее пред почетокот на престојната зимска сезона. Мирно, без ниту една дискусија, советниците се согласија потребната сума за основање во висина од 5000 евра по половина да ја финансираат двете општини од своите буџети. Според донесената одлука, новоформираното предпријатие ќе го носи името на ски центарот, а треба да се грижи за снабдувањето со вода за пиење, отстранувањето на отпадните води, собирањето и транспортот на цврстиот отпад, како и за уредувањето на просторот на Пониква со кампови, одморалишта, објекти за сместување, како и да ги развива и унапредува условите за повеќе видови спортови. Една од приоритетните дејности ќе биде и организирањето превоз на патници до и од центарот. Предвидено е трошоците за работење да се покриваат со пари од сопствените приходи, што ќе ги остварува предпријатието, како и од буџетите на двете општини во сооднос 50-50, од донации и спонзорства и од други извори. Управниот одбор на заедничкото јавно предпријатие Пониква ќе го сочинуваат по 20 членови од двете општини и еден член од акционерското друштво МЕПСО, кое донираше пари за опремување на ски центарот. Надзорниот одбор ќе биде составен од 2 члена, кои ќе ги именува општина Кочани и еден по предлог од општина Пробиштип. Со оглед дека седиштето на предпријатието ќе биде во Кочани, градоначалникот на нашата општина ќе треба да го избере и директорот, но по претходна согласност од градоначалникот на соседната општина. За да започне постапката за основање на заедничкото јавно предпријатие, ќе се почека согласност да даде и Советот на општина Пробиштип, на седница што треба да се одржи деновиве.